Финансиска полиција за експроприација на земјишта во Струга, Сдружение на граѓани, исто така од неговиот град, како и група на адвокати кои го обвинуваат за злоупотреба на службената положба, се дел од странките во предметите против Рамиз Мерко, струшкиот градоначалник, кој од вчера е персона нон грата во САД. Обвинителството против него води 6 предмети, од кои 2 се во организиран криминал. Шефот на обвинителство допрва ќе проверува дали обвинителите постапувале законски, откако сериозно го сватиле Стейт департментот. Во текот на изминатите години против лицето се водени и повеќе други постапки по поднесени пријави од различни субјекти и институции. Јавното обвинителство исклучително сериозно ги зема предвид сознанијата на американскиот Стейт департмент за потенцијално влијание од страна на ова лице врз постапките. Од тие причини обвинителството итно по секој предмет ќе испита законитоста и ажурноста во постапувањето и евентуалното вршење влијание во постапувањето по предметите. За сите обвинители за кои ќе се утврди дека постапувале неажурно, неструшно и потпаднувале под влијание, ќе се поведе постапка за одговорност, а јавноста ќе биде соодветно информирана. Со актуелниот градоначалник се занимавала и антикорупцијската комисија, која утре на прес ќе информира за неговата наводна корупција. Членот на антикорупцијска Владимир Георгиев вели дека не е ништо чудно што Мерко е на црната листа со оглед на нивните сознанија. Самото правосудство е под влијание, значи, и на извршната власт, меѓутоа и од страна на повисоките судии, председателни судии и така натаму. Значи, ова не е воопшто изненадување, но изненадување што повторно нашите институции сега се разбрануваат од кога некој од надвор ќе укаже за одредени состојби што ние веќе сме ги констатирале. Со оглед на активните предмети против него, актуелниот струшки градоначалник нема со кој не се замерил и со години е под лупа на истражните органи, дека работи надвор од законот. Против Рамиз Мерко има и затворени судски предмети, но датираат од поодамна. Обвинителството најавува дека и за овие предмети ќе ја прочешла работата на обвинителите.